Пожелавам добро утро и добре дојде на Ѓорѓи Митревски од Екосвест. Како сте? Добро утро, ви благодарам на поканата. Да, непосреден повод за да ве поканиме во студиото и да разговараме е иницијативата до Бернската конвенција и заклучоците од таму што произлегува на почетокот на овој месец, а кои Македонија мора да ги исполни како држава потписничка на таа Бернска конвенција од 1997 година, чинам. Меѓутоа, не можам да не ве прашам како екоактивист кој доаѓа од невладиниот сектор, од граѓанскиот сектор кој се бори за заштита на животната средина, што правиме со аерозагадувањето? Повторно уриваме рекорди, повторно сме меѓу 5-те најзагадени градови во светот кога станува збор за отровниот воздух што го дишаме. Едноставно, можеби не сакаме да си признаеме како скопјани, како влюбеници во овој град, дека на Скопје му е местото во таа група на Лахоре, на Делхи, на Улан Батор и не знам уште неколку светски градови во кои наместо чист воздух, кислород, луѓето дишат отров. Каков е вашиот впечаток? Што вие како екоактивисти преземате и зошто на толку еколошки невладини организации во земјава, на толку зборување и толку алармирање како дали ние медиумите не правиме доволно, дали невладиниот сектор не прави доволно или едноставно системски е проблем многу поголем од сите нас и Македонија како држава не е добро организирана за да стави крај на ова. Последиците веќе ги знаеме, повеќе од 20% од смртните случаи се поврзуваат со аерозагадувањето. Да, сериозна е многу темата. Знаете, повеќе фактори, аерозагадувањето денеска, како што го имаме, е резултат на повеќе фактори, кои што поголем дел од нив можат да се сведат на едноставно на едно, а тоа е пасивност на институциите во решавање на проблемите и оно што е клучно е неделување, систематско неделување во насока на адресирање на проблемите. Сега енергетската криза која што во моментов или овој период ја доживуваме само ги амплифицира проблемите и ги прави повидливи, ама оно што можеме да истакнеме, енергетската криза ни го постави многу видливо, е тоа дека нашиот енергетски систем е комплетно зависен од високо загадувачки фосилни горива. Имаме неодржливо користење на биомаса, односно дрва за загревање. Имаме несистематски пристап кон решавање на загревање на домаќинствата. Имаме слаба контрола на емисии од индустријата и така натаму. Да, меѓутоа загадувањето не е проблем само на зима. На зима е вака екстремно и видливо и сме во самиот врв. Меѓутоа загадено е Скопје и во лето, за жал. Знаат тие вредности на ПМ10 честички или на други параметри кои се мерат да покажат екстремно загаденост и во летните месеци. И тука би се навратил на дел од вашиот одговор каде проблемот го лоцирате во пасивноста на институциите. Вие како екоактивисти сте упатени на комуникација, тоа на дневно ниво со надлежните. Каков е вашиот впечаток кога разговарате со луѓето кои се задолжени да ги носат и спроведуваат законите од областа на животната средина, за заштита на животната средина? Дали тие луѓе разбираат, чувствуваат дека и тие живеат овде, дека го дишаме истиот воздух, дека и нивните деца ја пијат истата вода, дека сите заедно сме жртви на негрижата на животната средина или на тие системски слабости и пропусти кои останува збор за енергетскиот сектор или за се натаму што се надоврзува на тоа? Решавањето на аерозагадувањето бара систематски, долгорочен пристап. Оно што можеме да забележиме е дека институциите се зафаќаат акутно тогаш кога вредностите ќе се покажат како високи. Сите знаеме дека тоа не е начинот да се реши. Така, но кога одите на состанок и кога разговарате со надлежните, имате ли впечаток дека сакаат да го решат? Не знаат како или се почнува од нив, се завршува до нив или как? Со години наназад вие како Екосвест се борите и за, меѓу другото, и за почист воздух, и за заштита на националните паркови, за се. За било кое прашање кога зборувате со надлежните, каков е одговорот од таму? Знаете што, не е доволно само афирмативно надлежните институции да сакаат да го решат проблемот и уште повеќе проблемот е поголем со тоа што повеќе институции се неопходни за решавање на проблемот, сериозни буџети се, сериозни планирања се неопходни и долгорочен пристап е потребен. Така да не може едноставно да се лоцира овој проблем. Колегите во Екосвест кои што посебно се занимаваат со аерозагадувањето се активни 20 години на ова проблематика и повторно сме во топ 5 на најзагадени градови. Повторно сме во топ 5, да. 20 години поминати во, ете така, како да речем,
пропуштени, попусто потрошени, кога не сме успеале ние како медиуми, вие како граѓански сектор, да издействуваме, да ги увериме надлежните дека тоа мора да го направат прво за себе самите и за нашите деца, а потоа за да станеме нормална и цивилизирана Европа. Надлежните се свесни дека овој проблем мора да се решава, сите во државата очигледно се свесни дека овој проблем мора да се решава, граѓаните се многу свесни за проблемот, но повторно ќе кажам, она што е многу битно е ние да не ги решаваме моментално и да не се обидуваме како што имавме многу примери во минативе години, моментално да ги решаваме проблемите или да нудиме моментални решенија за проблемот. Проблемот не е моментален, проблемот е производ на долгогодишно запоставување на целиот енергетски сектор во смисла на емисија на гасови и енергетската криза само уште повеќе ја го зголемува проблемот. Она што ние сакаме да кажеме е тоа да не се нудат повторно такви решенија. Ова зима загадувањето е високо, ќе биде уште повисоко. Нема да може нешто посебно многу да се направи. Она што е најважно да се направи е да се вклучат здравствените институции и да се информираат граѓаните за штетите од загадувањето и за можните мерки кои тие треба да ги превземат за колку може повеќе да се заштитат, а она што треба навистина да се направи е итно да се седне и да се направи институциите да седнат и да направат еден акциски план во кој што ќе ги адресираат сите овие проблеми и кој што план ќе почне да се реализира. Резултатите и намалување на загадувањето нема да се видат веднаш, нема да бидат видливи веднаш, но доколку систематски се пристапи, со текот на времето и на годините дефинитивно ќе стигнеме до подобро состојба. Добро, велите надлежните се свесни и сакаат, меѓутоа не успеваме со години наназад. Не се добива таков впечаток кога станува збор за почитувањето на Бернската конвенција во однос на изградбата на мали хидроцентрали во Националниот парк Маврово. На 2 декември, на 42-та седница на Комитетот на Бернската конвенција, беше донесена одлука обврзувачка за Македонија, бидејќи Македонија е потписник на таа меѓународна конвенција, да се раскинат концесиите во Националниот парк Маврово што се однесува до малите хидроцентрали. Македонија со години ја игнорира. Минатата година, во 2021 година, беше донесена препорака да не се градат хидроцентрали, да се запре изградбата на хидроцентралите. Меѓутоа Македонија не најде за сходно ниту да ги пречека гостите од Бернската конвенција, кои исто така беа активни во Охридскиот регион, па бранеа и тамо забрануваа, носеа одлуки за забрана за изградба, за да не се уништува Охридскиот регион со новите градби. И сега, по една година игнорантски однос, добивме нова одлука, која не само што забранува да не се градат нови, туку бара да се раскинат и постоечките. Да. Ние поднесовме жалба до Бернската конвенција во 2015 година, точно во врска со примерот на Националниот парк Маврово и хидропроектите кои што беа од тогашната влада планирани да се градат таму. Бошков мост и Луково поле, кои што за среќа се стопирани. И од тогаш Бернската конвенција го има отворен овој случај. Во Бернската конвенција која што се одржува во Советот на Европа, има два отворени случаи за Македонија, тоа е Охридското езеро и хидропроектите во Маврово и националните паркови пошироко. Минатата година, во декември, Конвенцијата ја донесе препораката број 211, која што имаше 13 точки и значеше директна насока во смисла насока за владата и министерството како да се решаваат проблемите во однос на хидропроектите. Тука имаше, знаете, тоа е препорака, Советот на Европа не е суд, нема директна ингеренција да превземе. Да, меѓутоа ние претендираме да бидеме дел од таа Европа каде што Советот на Европа донесува препораки и мораме да ги почитуваме ако сакаме еден ден да станеме земја членка на таа цивилизирана Европа. Така е, и Бернската конвенција е ратификувана со уставот на нашата земја. Во таа смисла е обврзувачка. Бернската конвенција тогаш даде прецизни препораки, очигледно малку благи, можеме да кажеме. Во тие 13 препораки, првата и најважна препорака беше да не се градат никакви хидропроекти, значи хидроцентрали мали, средни или големи, во заштитените подрачја.
односно да се одземат концесиите на веќе доделените хидропроекти и не само во заштитените подрачја, туку и во вон заштитените подрачја, доколку тие проекти имаат влијание врз заштитените подрачја. Исто така, препораката наведуваше дека треба веднаш да се започне со процесот на репрогласување на Националниот парк Маврово, кој што од 2011 година не ужива вистинска или нема, за кој што нема вистинска заштита на вредностите на паркот. Потоа се води само како национален парк, а не ужива заштита како национален парк. Да, со новиот закон за природа пред скоро 10 години, со цел приближување на законодавството на нашата земја кон европското законодавство, сите национални паркови требаше да поминат низ процес на репрогласување. Тоа значи да се изработи нова студија за валоризација на вредностите на паркот, потоа да се направи зонирање во смисла на зона на строга заштита, зона на активно управување и така натаму, врз база на студијата, да се донесе нов закон за национален парк и потоа менеджмент план, односно план за управување со националниот парк, се со цел националните паркови и останатите заштитени подрачја да добијат еден повисок степен на заштита на вредностите во паркот. Маврово, за жал, не помина низ тој процес. Еден од клучните проблеми беше тоа што во зоната на строга заштита на паркот беше планирана изградба на мали хидроцентрали, а од тогаш, од 2011 до сега, Маврово се уште не е репрогласен на парк. Вредностите на паркот се загрозени во голема мера. Неговото управување моментално се одвива по некои наследени практики од бившата Југославија од 80-тите години и она за што ние се бориме е итно репрогласување на националниот парк и управување според високите стандарди за заштита на животната средина. Еден од клучните елементи во тоа е одземање на веќе доделените концесии за мали хидроцентрали. Тоа беше наведено во препораката минатата година, оваа година ние бевме на состанокот на конвенцијата во Страсбург, каде што повторно дискутиравме и успеавме Бернската конвенција да донесе еден заклучок малку по-прецизен во однос на препораките. Заклучокот содржеше 5 точки, од кои што првата точка беше да се одземат концесиите на хидроцентралите Жировничка 5 и 6 и на Рибничка река, значи една конкретно именување на хидроцентралите за чии што концесии треба да бидат одземени, потоа да се започне итно со процесот на репрогласување на националниот парк, да се ажурира акцијскиот план за заштита на балканскиот рис. Ние знаеме дека тоа е многу важно. Репродуктивното јадро на балканскиот рис се наоѓа точно во Националниот парк Маврово. Знаеме дека има уште 20-тина возрастни. Имаше 40 единки останати и во меѓувреме паднавме на 20 само? Мислам дека има околу колегите од биолози попрецизно може да ни ги дадат последните податоци, но бројот е многу мал и потребна е... А се размножува само во Маврово, во Националниот парк? Во последниве години единствено размножување е забележено. Знаете, територијата на рисот е прилично голема и е надвор, не е само во Национален парк Маврово. Да, меѓутоа овој балкански рис е ендемски токму за Маврово. Е еден од подвид на тој евразиски. Да, тој е балкански ендемит и неговата територија на движење е малку поголема во Македонија и во соседните земји, но неговото репродуктивно јадро, значи тој се размножува исклучиво во Маврово, со оглед дека е заштитен вид и дека има многу малку единки. За нас е многу битно да го заштитиме токму тоа подрачје и да го дадеме шанса на овој вид за опстанок. 3 точки набројавте? 3 точки набројав. Имаше уште, да не ја заборавиме, клучната точка е донесување на, една од клучните точки е донесување на методологија за еколошки проток. Малку повеќе ќе објаснам за што станува збор. Ние во актуелниот или во постоечкиот закон за води, кој што го адресира проблемот за функционирањето на малите хидроцентрали, актуелно постои дефиницијата за биолошки минимум на речните токови, кој што се пресметува како средногодишен проток на речниот ток. Ние со години сме под тој минимум, нели? Знаете,
податоците врз база на кои што се пресметува средногодишниот проток од кој што ги достава Хидрометеоролошкиот завод за некои од овие речни тела се стари и се од 60-тите и 70-тите години, до тогаш издашноста на реките е многу падната. Практично она со што ние се соочуваме на реките на кои што имаме изградени мали хидроцентрали во поголем дел од годината, најмалку во 4-5 месеци, поготово во оние летни периоди, да имаме суви речни корита. Суви речни корита значи погубност за речните екосистеми и за екосистемите зависни од вода. Ние бевме дел од работната група заедно со повеќе граѓански организации, бевме дел од работната група при изработката на новиот закон за води, кој што доскоро или се уште е на ЕНЕР и се надеваме што е можно побрзо да стапи на сила и таму успеавме да вградиме некои механизми на заштита на реките, меѓу кои и дефиницијата за еколошки проток и дефиницијата за рибните патеки. Еколошкиот проток, за разлика од биолошкиот минимум, значи дека во текот на целата година во речното корито треба да има оптимално количество на вода неопходно за опстанок на екосистемите. Добро, и последната точка со оглед на тоа што еве воспоставување редовна комуникација и консултации меѓу државните органи и подносителот на жалбата и Бернската конвенција овде, односно Комитетот од Советот на Европа. Прашањето е, ова се случи на 2 декември, поминаа 23-24 денови од тогаш. Каков е одговорот на надлежните во Македонија? Очекувате ли да ги спроведат овие заклучоци? Бидејќи се јасни точките кои се дадени и насоките, што ние треба да се сме во направи? постојана комуникација со институциите и наша цел е да и ќе инсистираме да што е можно побрзо да започне, уште повеќе што следниот период кога треба и ние а и Министерството да известиме до Бернската конвенција за постигнатиот напредок е јули 2023 година. Што ви рекоа како првична реакција на заклучоците од Министерството? Се уште не сме имале можност да имаме директна средба и комуникација. Ние исто така се обидуваме да закажеме средба на Националниот совет за природа, тоа е советодавно тело на министерот, односно на Министерството кое што се занимава со овие проблеми, каде што сме член, ќе ги употребиме сите механизми постоечки и преку состаноци и преку директни средби и така натаму. Ве прашувам за навиката на надлежните да ги игнорираат невладините организации од областа на заштита на животната средина, дури и Бернските конвенции, чии подписнички сме како земја, со оглед на тоа што и една друга граѓанска организација, Фронт 2142, како подносител на жалбата за Охридското езеро, за градбите таму, исто така алармираше дека не само нив, туку ги игнорираат и надлежните од Бернската од Советот, од Комитетот. Тие бараат да дојдат во Македонија во посета на Охридскиот регион и да видат како се спроведува нивната декларација, односно нивните препораки, меѓутоа немаше никој да ги удостои како да ги пречека од македонска страна и остана тоа за Охрид исто така само на хартија како препорака од Бернската конвенција не спроведена, односно делумно спроведена и повеќе игнорирана. Затоа ве прашувам, вие ќе ги искористите сите средства, меѓутоа што ако не бидат одземени концесиите на овие 3 посочени мали хидроцентрали, што ако не бидат донесени овие други препораки од 5 што се? Ние не сме толку песимисти. Минатата година ја видовме пример дека Министерството одзеде 7 концесии за мали хидроцентрали во новопрогласениот национален парк Шар-планина. Значи, не е невозможно. Гледаме дека има поместување во таа насока. Забележуваме дека во последниве години Министерството не е издало нови концесии, иако има апликации за нови концесии за мали хидроцентрали, издавање на нови концесии нема. Пред неколку месеци или 2, мислам дека беше месеци, видовме одземање на 7 концесии во Националниот парк Шар-планина. Гледаме дека има поместување во таа насока, гледаме дека има разбирање од страна на Министерството на институциите и мислиме дека има можност и има простор. Така да не сме песимисти, знаеме дека патот ќе биде тежок, дека има многу комуникација, одземање на концесиите значи и финансиски и буџетски импликации, тоа мора овде да го кажеме, и Министерството не е зависно само од Министерството, значи надлежно во овој домен веќе не е само Министерството. Од друга страна ќе се одрази и врз производството на електрична енергија. Имате ли податок колку овие мали хидроцентрали учествуваат во вкупното производство на домашно произведена струја? Колкав е процентот на учество на малите хидроцентрали? Да, имаме податок.
веднаш да кажеме дека малите хидроцентрали немаат ниту економска, ниту еколошка, ниту етичка оправданост за своето постоење. Малите хидроцентрали, 98 во моментов оперативни во земјава, произведуваат помалку од 4 или учествуваат со помалку од 4% од бруто домашниот производ. А во вкупното производство на струја колку е? Во вкупното производство на струја, ако земеме дека 1/3 е од увоз, значи можеме да го скратиме, мислам дека би било околу 2, нешто проценти во вкупното користење на струја. Во вкупното производство на електрична енергија од домашни извори 4%. 1/3 од овие мали хидроцентрали се изградени во национални паркови или други заштитени подрачја. Сите тие заедно произведуваат помалку од 1%. Значи изградбата на малите хидроцентрали, поготово во заштитените подрачја, воопшто не придонесува во енергетскиот микс. Како би биле обештетени луѓето кои стојат зад овие мали хидроцентрали со оглед на тоа што тие потпишале концесии, добиле дозвола од државата, државата не водела сметка на време, не водела грижа за флората и фауната во националниот парк, им дала концесии, сега ќе им ги одземе. Како ќе бидат обештетени тие луѓе? Вака, овие концесии за овие мали хидроцентрали за кои што зборуваме, Жеровничка 5 и 6 и Рибничка, се уште не се изградени. Исто како и оние хидроцентрали во Националниот парк Шарпланија за кои што концесиите беа одземи, и таму финансиските импликации се многу мали и препораката на Бернската конвенција е првенствено да се запрат и да се одземат концесиите на тие хидроцентрали. Веќе изградените за да не се прават дополнителни трошоци и страна на инвеститорите и од страна на државата по тоа како обештетување веројатно. Така е. Веќе изградените хидроцентрали, како да кажеме централата на Тресонечка река во Националниот парк Маврово, тие се потполно оперативни. За нив откажувањето на концесијата мислам дека е и противзаконски, затоа што концесијата е доделена и хидроцентралата и други такви хидроцентрали во останати заштитени подрачја се оперативни врз база на сите постоечки документи. Токму затоа препораката е да се работи на подготовка на методологијата за мерење на еколошкиот проток и воведување на еколошкиот проток, редовен мониторинг на еколошкиот проток, што би значело дека хидроцентралите, веќе изградените хидроцентрали, ќе работат со најмала можна штета, не без штета, но со најмала можна штета по екосистемите. Митевски, благодарам за гостувањето во Утринската, ви посакувам многу успех во работата, да го спасите балканскиот рис и да се изборите и за почист воздух. Ви благодарам аз.